Здраво, во ово видео ќе објаснам за некои имиња на владетелите од Римската империја, имиња на владетелите кои до ден денес имаат македонско значење. Еве, например, владетелот Ирод, без да го изменваме, ни означува и род. Родо. Исто така имаме и остров во Средоземното море кој припадна на денешна Грција, Родос, со на крај, и тој има македонско значење. Така, значи, и род. Одиме понатаму. Потоа владетелот Тиберий, исто така запишен во Новиот Завет. Јаве како е неговото значење. Тиберий. Ти. Бери. Идно несвршено време. Бери. Тиберий. Кој имаме исто така владетелот Понтиј Пилат, што не е Пила, без да го изменваме. И тој има македонско значење, Понтиј Пилат. Исто така има еден владетел, кој неговото име е Веспасијан. И до ден денес женско име од Веспасијан е Спасија, како баба ми. Спасија. Или јаве го значењето Спасија. Веспасијан. Потоа го имаме владетелот Нерва. Тој не мора ништо ни да го прикривам со листо, нешто се знае, Нерва си е Нерва. Нерва е син на Трајан. Значи, Нерва син на Трајан. До ден денес го имаме Трајан насекаде во низ Македонија. Трајан, Трајанка, Трајче, Трајко. Трај. Тоа доаѓа од Трај. Трајно. Кога сме кај имињата, во скоро, не баш секој, ама скоро во повеќето јазици се изменват. Например, еве, името Марко, или апостол Марко, или цар Марко. На македонски ние велиме Марко, на полски, например, ако земиме, иди Марек. Марек, значи на полски е Марек, а еве на шведски е Маркус. Но овие имиња на владетелите до ден денес и на другите јазици не се изменети. Како што беа Веспасијан, Нерва. Тие се останати исти на наше разбирање. Така. Исто така имаме еден владетел Александар Север. Тој е син на Максимин. Името Максимин е исто македонско. Макс и мин. Максимално и минимално денес што може да речеме. За Александар Север да не зборуваме. Иначе во